Во однос на жените кои што се жртви на сексуално вознемирување, во нашата земја овој вид на насилство речиси воопшто не е регулиран. Како најпознат вид на сексуално вознемирување, сексуалното вознемирување на работното место. И ова е проблем не само во нашата земја, туку и во светски рамки. Можеме да видиме последниве месеци колку познати жени излегоа со своји сведоштва за сексуално вознемирување кои што го трпеле од мажите кои што биле надредени над нив. Во нашата земја воопшто тоа не е регулирано и доколку некоја жена се изнесе дека е сексуално вознемирувана на нејзиното работно место, многу често постои опасност таа да изгуби работата. Поради тоа жените не се осмелуваат ова да го пријават. Во однос на сексуалното вознемирување пак на јавни простори, тоа воопшто не е регулирано и не е препознаено, како од оние што го вршат, така и од оние кои што го трпат. Поради тоа потребно е подигнување на јавната свест за овој тип на насилство, повеќе да се препознава, за да можат и донесувачите на одлуки да можат да донесат соодветни законски решенија кои што ќе заштитат жената на јавните простори, на работните места и во сите сфери каде што таа се движи и работи. Уште еден проблем во овој вид на насилство, сексуално вознемирување, е тоа што тој многу тешко овој вид на насилство многу тешко се докажува. Така што жената е доведена во состојба доколку каже да биде ревиктимизирана, односно да мора да го прераскажува уште 100 пати тоа што се случило и многу често да биде исмевана.